Чест и задоволство ми да ја отварам ова свечена седница по повод прославата на 68-та годишнина од работата на нашето училиште. Честувањето на патронот е подсетник на нашето минато. Образувањето на кадри од областта на шумарството и земјоделството во Кавадарци започнало во далечната 1956 година. Многу професори цели 68 години со љубов го пренеселе своето знаење и придонеселе за развојот на училиштето. Многу наши ученици биле и се носители на развојот на градот и државата. Ние со целосна почит им благодариме. Денес Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров е современо училиште кој се изучуваат тајните на шумарството, земјоделството, спортот и фармацијата. Училиштето располага со модерни услови за учење, најсовремени нагледни средства и стручен кадар, што создаваме кадри кои ќе бидат носители на имината на Македонија. Напорно работиме да го подобриме условите за работа и учење. Оваа година сме горди на многуте награди на нашите ученици и нивните професори кои ги постигна за секое образовно поле. Горди сме што успеавме да создадеме нова винарија, кабинет по ловство, цвеќара, расадник, конференцијска сала, целосно реновиран хол, кабинет со ЦНЦ ласер и опремување со најсовремени нагледни средства. Кавадарци забрзо напулсира кон еден современ европски град. Дел од тој пулс и Земјоделско-шумарското училиште, со голем придонес и активно учество во секој сегмент на пулсирањето на градот за време на Тиквешкиот гроздобер, празникот Свети Трифун, по пулсот на музеите, библиотеките, домот на културата, празниците на виното и локалната заедница. Постурувањето на нашата цел не сме сами. Училиштето има голем број на пријатели кои не поддржуваат и помагаат во она што го работиме, зашто им искажуваме благодарност. Земјоделско-шумарското училиште е едно од ретките училишта во државата кои градат меѓународни пријателства, ги негуваат и развиваат со цел збогатување на знаењата кои ги пренесуваат во нашето училиште. За крај на ова мое обраќање, на сите присутни им го честитам празникот на училиштето. Ние како општина Кавадарци, како градоначалник совет на општина Кавадарци, активно се вклучуваме во унапредување на нашето образование, се со цел имплементирање на генерации кои ќе бидат достојни репрезенти во иднина на нашиот град. Така, во ова средно основно општинско училиште, за гордост е секоја година што има унапредување на образованието. Оваа година, за разлика од лани, како што каже менаџерот претходно во неговото излагање, видовме дека има вложено во унапредување на и развојот на образованието. Тоа е за почит. Продолжете во тој правец. Ние како општина секогаш имате податена рака од нас и заедно со менаџерските тимови во основните и средните општински училишта се надевам дека ќе учествуваме во унапредување на самото образование. Тоа што сакам да го најавам е тоа дека надвор од ова велелепен објект каде што се наоѓаме сега, општина Кавадарци во текот на оваа година планира изградба на 12.000 метри квадратни на ново фудбалско и кошаркарско игралиште, каде што 400 метри квадратни е планирано да биде фудбалското игралиште, 240 метри квадратни кошаркарското игралиште, партнено уредување ќе има. Од долната страна, како што гледаме, се работи кеот на реката Луда Мара, продолжување до општа болница Кавадарци, така да овој дел, односно задната страна од ова средно општинско училиште, ќе добие еден посебен белег здраве Боже во текот на оваа година, зашто сме посебно горди како општина. Се надевам дека овој дел од градот, задниот дел каде што беше еден така немил настани, немилни клетки, тие ќе бидат наше минато. Во идно време, како и лани, една заложба лично што можеби потекнува од медицинската струка, е моја желба заедно со Централната власт здравје Боже како план во идно време е отварање на средно медицинско во нашата општина и како потребна, бидејќи да не забораваме, ние сме локален здравствен центар од кој обслужува 4 општини, тоа се Неготино, Демиркапија, Росуман и Кавадарци, околу 80.000 жители, така да одсекот медицинска сестра и како е потребен овој дел. Се надевам дека во идно време заедно во содейство со Централната власт ќе издействуваме средна медицинска сестра, такво одсек да има и во ова наше училиште и како се покаже дека фармација одсекот стана доста примамлив, доста интересен за нашите ученици, постигнуваат одлични резултати,
така да во едно време би било пожелно да се размислува во тој правец, а пропо не заборавајќи ги останатите струки кои и те како донесуваат во одбележување на општествениот развој на нашиот град.